и тој додаток. Ево жената продолжува и понатаму да ја прави, мислам доброволно почна да ја прави, но сепак треба да има некој рок. Јас затоа и вчера имавме наставнички совет, барав помош како да помогнеме. Жената пак се нафрати, ја верче, јас ќе ја правам платата, ама некој друг пак нека ги извршува другите работи. Ама не може секој да ги извршува, знаете, секретар е потребно нон-стоп да има во училиштето, затоа што стигнуваат различни акти, решенија, договори, одлуки со закон што треба да бидат донесени и треба да сноси некоја одговорност. Не може денес да напишеме една одлука, па другиот пат на истиот предмет некој друг одлука ќе напиши, која ќе биде валидна, не знаеме. Значи, едно лице треба да работи. Сега, како можеме да го решиме тој проблем? Не знам. Сега вика и Златанска, единствен начин, по незина препорака рече, ако можете да дојдете во контакт со министерот, општинските представници за образование да контактират со министерот. Да не бидам јас не сум никој ништо во овој случај. Значи, тука треба да се контактира со министерот, ако може да се направи нешто за ова работно место. Така, значи во 2017 поради административен проблем дошло до загуба на работното место секретар. А понатаму врз основа на устен договор некој продолживте да функционирате, да работите. Да. Добро, во ред, дали некој друг бара? Повелете. Има прашање. Повелете. Јас сакам првен да ви кажам на една грешка овде, сметката ви е напишана со 903, а не со 603. Значи тука првата. Првата 903. Да, едната ви е 787, така? Да, две сметки имаме. Првата ви е овде 903, а збораме за 603, значи тука грешка е нешто печатно. На 903 е. Кај нас ни е презентирано со 903. Може да грешно. Може вие грешно. Друго сакам да прашам, докаде таму таа процедурата со таа чистачката менка, јас колку што знам и што сум информиран и што пратам, менка била веќе завршена, намерно оди, не може да оди поќе, чека да се смене, иде од дете и поможвало таму на Савајле, значи. Да. Сето тоа, јас го знам и го пратам. И прашав еднаш така во советниците во групата до кај работа дали се направи нешто, уште ништо нема направено. Зашто се чека, сакам да прашам. Така, значи чистачката си подпиша изјава до 31 јуни, баш сега со правничката се разговарав, дали 1 јуни реков или 31 јуни, тој е последниот рок. Значи до тогаш таа може да иде на работа, пошто пред една година ја подпиша изјавата. А за случајот дека идело некое дете, јас не го видов лично, а слушнав, а не го видов лично детето. Ние кога кадевме на работа, беа двајцата хигиеничари, и едниот и другиот. Детето не го видов, а слушнав дека детето идело. Дали ја носело или ја враќало, не знам. Не можам да кажам, пошто не видов. А дете не видовме ни таму. Јас и не ја и реков, ако случајно и реков дека слушнав, некам да иде, затоа што друго лице во училиштето не сме да дојде, биштејќи не е ни вработено. Ако дојде до некоја кражба или немање нешто, значи тој ќе биде виновен. Не, мене ми е збора да ја забрзаде постапката, пошто таа ќе сака да си јој. До 31 јуни има право. Така, добро, има право да го отпиви тоа, да си го повлечи, мислам, има право и тоа. Има право да и утре да се оди ако сака. Да. Дали некој друг има прашање? Доколку никој не има прашање, точка 7, предлог одлука за усвојување на завршната сметка на Основно училиште Кочо Рацин село Ивањевци за 2021 година. Ја ставам на гласање. Кој е за? 4 гласа за, 5 гласа за, против, воздржан, 6 воздржани. Точка 8. Точка 8. Точка 8 предлог одлука за Точка 8 предлог одлука за усвојување на завршната сметка на Основно училиште Браќа Миладиновци село Добрушево за 2021 година. Повелете прво сметката да ја образложиме, после ако има прашања некој ќе.
Добро утро на сите или добар ден. Јас сум Наташа Кривевска, сметководител во Земјоделското училиште Кузман Шапкарев, со договор за превземање сметководител во училиштето Браќа Миладиновци во Добрушево. Училиштето во 21-та година работеше со вкупно 6 сметки, од кои што двете наменски сметки, сметката за наменска дотација од општината, сметката за самофинансирање на која што се приходуваат средства од самото работење на училиштето и уште 4 сметки од програмата на Еразмус Плюс. Сметката 903 или сметката за наменска дотација е сметка на која што пристигаат средства од општината за покривање на најосновните трошоци кои што ги има училиштето за непречено функционирање. На сметката во текот на 21-та година работеше со вкупно средства од 18.637.731 денар. Од тие, за основни плати беа потрошени 12.842.589 денари, за придонеси за социјално осигурување 4.995.142 денари, за комунални услуги, грејење, комуникација и транспорт беа потрошени 715.000 денари. Меѓутоа морам да напоменам дека сите останатите средства кои што беа потрошени од сметките, од останатите конта на финансовиот план беа по извршно решение. Од сметката на училиштето е блокирана по сите основи, освен по основна плата. Така да сите 715.000 денари беа потрошени беа земени од извршител. За материјали и ситен инвентар од сметката за прехранбени продукти и пијалаци беа повлечени од страна на извршител 65.000 денари и од други оперативни расходи беа повлечени од страна на извршител 20.000 денари. Исто толку изнесуваат трошоците колку и приходите во износ од 18.637.731 денар, за да сметката на 31.12 има 0 денари. Сметката 787 или собствената сметка, значи тука имавме само приход од 67 денари, кој што беше приход од претходната година. Немаше никакви основи, по никаков основ училиштето не приходува средства во 21-та година. Сметката од програмата на Еразмус Плюс 78550, јас морам да забележам дека тука имаме напечатна грешка во насловот финансиски извештај за сметка 160603 сметка за дотација, всушност треба да биде сметка 78550 донаторска сметка. Тука имавме само прилив во вкупно средства од 1.666.896 денари, толку немавме никакви расходи, со толку заврши сметката на 31.12. Донаторска сметка 78545, исто така од програмата на Еразмус Плюс. Ова се веќе започнати проекти кои што работат од претходните години. Имаме вкупно расходи во износ од 27.320 денари и вкупно приходи од 1.256.272 денари, за салдото на жиросметката на 31.12 да биде 1.228.952 денари. Сметка 78526 исто така од програмата на Еразмус Плюс имавме тука пренесен вишок на приходи само од 88 денари од претходната 2020 година. Расходи немавме никакви заради тоа што ова е проект кој што е во фаза на завршување, се чекаат само останатите 20% од Националната агенција да бидат префрлени како би се завршил проектот. Меѓутоа со ковид ситуацијата останаат и малце на чекање. Со така одлучи Националната агенција. И сметката 78511 имаме тука средства, вкупно приходи во износ од 2325 денари и расходи од 225 денари. Салдото на жиросметката изнесуваше 2100 денари, толку онолку колку што требаше да се исплата за завршна сметка. Ова е веќе завршен проект. И имаме уште дека на 603.11, сметката 603.11, немаше никаква деловна активност.
Морам да напоменам дека сметките од програмата на Еразмус Плюс се строго наменски средства, што се точно утврдени со финансовиот план од апликативната програма во Националната агенција, и Националната агенција води контрола и ревизија на истите тие проекти во однос како на оперативниот дел, така и на финансовиот дел. Дали некој има прашања и кон кого е упатено прашањето? Повелете. Извинете да прашам, од кога е блокирана сметката? Сметката е блокирана од 2021 година. Добро, исто имам прашање до директорката. Зошто дозволи да дојде до тоа? Ако може. Слободна сум јас. Ви благодарам. Добар ден на сите. Прашањето беше Зошто дозволивте да дојде до тоа, до блокирана сметка? добро. Парите што се префрлуваат од дотацијата од Министерството се трошат строго наменски. Во време на почетокот на короната од март 2020, во цела година, во 2020, пари од Министерството се префрла во училиштето само за плата. Така да тековните трошоци, струја, вода, дрва, пелети за грејење, сето остана неплатено. Значи, законски мора платата да помини, а друго се што ќе остани. Така да трошоците од неколку месеци, дојде и година, се акумулираја се повеќе и повеќе и се блокира. А нели во тој период можевте да разговарате со градоначалничката за да се реши истиот тој проблем? Побарано беше во општината, значи И имавме одговор? пуштено барање, одговор немавме. Побарано беше исто на седница на совет да може да се помини некако, да се пренамена, да се изврши за нешто друго, за да се исплатат трошоците на училиштето. Меѓутоа, одговор немавме. Сметаме дека вие сте единствено училиште во општината со блокирана сметка и многу нерегуларности. За оваа завршна сметка не би можеле да гласаме за и ќе побараме финансиска ревизија за вашата досегашна работа. Добро. Кои се тие неправилности, ако се изразивте многу неправилности? Нерегуларности. Нерегуларности, да. Повелете. Јас имам уште едно прашање. Дали петто оделение во Централното во Добрушево е чиста паралелка од септември 2021 година? Да. Врз кој основ е префрлан додаток на наставникот за комбинирана паралелка од септември до укажувањето на неправилности од општината во декември 2021 година? Не е префрлано, меѓутоа превите во платниот список само тука. Извешта извади вработената од банката дека нема префрлано, се извинувам со ливчето. Превите во табелата не е избришано кај што стои на местото во колоната додаток. Во платниот список е така, меѓутоа во вкупната сума на пари нема додаток, извешта извади вработената од банка дека нема додаток, само е превид во ливчето. Добро, исто и за прво оделение дали ви е чиста паралелка и за тоа Да, имаме тука е забелешка. извршен превид во септември и во октомври, меѓутоа во месец јануари му ги скрати тие додатоци и е израмнет превидот. Во ред. Тоа е превид во платата, кај што се прават секаде грешки, меѓутоа вреди да се треба да се коригира навреме и да се исправи. Во ред. Ви благодарам. Дали друг бара збор? Повелете. Јас имам едно прашање. Дали училиштето дава ниви под заем? Не. Нивите не се на училиштето. Нивите се на Република Македонија. А ви се даени на користење? Не ги користиме, не може да ги користи училиштето, освен ние ако можеме, кој ќе ги работи вработените? Не. Луѓето сами си ги запоседнуваат и си ги работат. А зошто немате пријавено вие дека има узурпатори на нивите? Јас како училиште не се мој да ги пријавам, тие се на Република Македонија. Да се на училиштето нивите и да ги работи некој узурпатор, треба училиштето да пријави. Ама на училиштето се даени на користење. Вие не Не ги се користите. даени на користење. Не се на училиштето. Дали друг има прашање? Јас сакам да ве прашам исто за работното место за секретар, како дојде до тоа за да се изгуби во Централното училиште во Добрушево. Кај нас работното место секретар, односно благајник беше по новата систематизација, се изгуби поради некомплетна документација. Во 2020 година беше вработено лице на итни неодложни работи, после тоа почна короната, март 2020,
Со уредба од владата беа заштитени сите вработени и административните службеници до 31 август. Потоа пак со согласност од градоначалник работеше истото лице, Дарко Талевски, и побаравме согласност исто од Министерство за образование и наука, меѓутоа поради некомплетна документација не од наша страна, затоа што ние сме должни годишниот план, немавме согласност, еве конкретно, на годишниот план за вработување од Министерство за образование. Годишниот план, да ви појаснам, за вработување се, значи го изработува директорот заедно со тим и го поднесуваме до општината. Го поднесуваме до општината, до совет на општина, и со одлука на совет на општината, понатаму општината, значи секторот образование, го препушта до Министерство за образование. Нашиот годишен план за вработување беше доставен тука на седница на совет, помина на седница на совет, од тука понатаму што се случи во рамките на општината, стигна известување од Министерство за образование дека документите не биле испратени на време. Заради тоа за доцнување бил промашен законскиот рок и не добивме согласност на годишниот план за вработување и поради некомплетна документација во 2021 година не можеше да се објави оглас. Бидејќи се објавува оглас за административните службеници, побаравме продолжување на согласностите сите други што ги имавме, значи се друго беше комплетно. Побаравме продолжување, меѓутоа стигна известување од Министерство за финансии дека не се продолжува согласноста за 2022 година. Кој е виновен за тоа? Дека Не може виновен да, како да кажам, кој е виновен. Ние законскиот рок... Чија надлежност било тоа да го... Надлежност на општината, на основачот. Документите се испратени тука. Имате во архива, значи кога е стигнат нашиот годишен план, ние мора законски да го поминиме на седница на совет. После седницата на совет со одлука секторот образование од трите училишта заедно, годишните планови ги испраќа еден во Министерство за образование, друг во Министерство за информатичко општество и администрација. Не пуштени се на време и... Во кој период е испратено до општината, да бидеме јасни? Сега точно 14 август, мислам, сега ако го чувам и бројчето. Кај нас е испратено на седница на совет, е поминато, ке си проверите, ке си видите, поминато е понатаму требаше да се проследи, одговорниот за образование требаше да го проследи од сите три училишта со одлуката од совет до двете министерства. Заради задоцнување на рокот, значи го промашиле рокот, законот е тој. Значи претходната локална самоуправа, да не речам, со градоначалничката начело е виновна за изгубеното работно место. Значи си има сектори тука, секторот што бил за образование, што требало да ги испрати, не ги испратил на време. Видите, сега се префрлаше вината за овој период, значи од претходно направен пропуст пред да стапиме ние. И исто така врз кој основ на вработениот се исплаќала плата за високо образование, кога во систематизацијата за работни места работното место било со средно образование и на тој начин бил исплатен повисок износ од тој што треба. Работното место кога влезе тој на работа во систематизацијата и систематизацијата ќе ви ја приложам на доказ, беше со високо образование и беше секретар во систематизацијата. После тоа, кога почна короната, значи со тоа самото продолжување, автоматско продолжување на согласноста од градоначалник, значи, во август, кога пуштивме наново согласност за секретар, од Министерството за образование стигна известување, стигна документ дека местото не може да се финансира со секретар, туку ќе се финансира со благајник, затоа што претходната била така, со таков коефициент. А на претходната вработена, наименуваната Јованка Чаковска, и стоеше во сите документи секретар благајник, меѓутоа нези се исплаќаше плата како со средно образование, а во систематизација постоеше со високо образование. После известувањето од Министерството се направи ново решение за измена на платата на вработениот, нова систематизација се направи и тогаш се направи систематизација за благајник. А претходната систематизација, значи усвоена од МИОА, со согласност беше за секретар. Така, кој период на колку време се исплаќало дополнителен износ и во кој износ? Тој дополнителен износ по систематизација беше правилен, меѓутоа дали треба или не треба, дали е дополнителен или не е, тој има тука надлежни, јас побарав од општината, бидејќи јас не сум правник
и не сум исто финансиски толку компетентна да направам колку додаток и колку се исплаќало и дали се исплаќало. Побарав од општината, значи да ми изработи еден документ, да утврди на кој начин, дали треба или не треба тој разликата во парите, дали треба или не треба и како и на кој начин да се вратат парите. Така, месечно... Меѓутоа до денес немам добиен одговор. А месечно дали имате информации за колкав износ станува збор за разлика? Разликата во коефициентот, Наташа, знаеш, прилика? Мислам дека некаде 3-4 илјади денари, не знам точно. А колку месеци беше тоа? Тоа е од неговото вработување, значи од декември 2019, значи првата плата, до ноември или, се не знам точно, ноември или декември 2020. Добро, благодарам. Скоро една година, да. И затоа побарав од општината да изработи правен документ, издржан, бидејќи јас не сум правник и не можам да го натерам вработениот, ајде врати ги парите во живо, значи не може во училиштата пари да се враќаат. Има начини, се јавивме и во министерството, се распрашавме, рекоа не е наша надлежност, тоа е надлежност на општината. Општината ќе си изврши таму како што треба, ќе си направи документ како треба, на кој начин и дали треба, бидејќи по систематизација на почеток беше така. Јас побарав од општината да ми изработи таков правен и финансиски документ, меѓутоа се уште немам одговор добиено. А на кој сметате дека е одговорноста, бидејќи самиот вработен ја правеше платата и вие потпишувавте на тоа или? Една плата за да се изработи, значи изработува благајникот, после потпишува директорот, понатаму ја контролира советникот за финанси во општината, тоа беше Колтовска, бидејќи јас не сум финансиски советник и сите потпишуваме некои работи, меѓутоа што можам контролирам. Тие некои додатоци што знам ги контролирам, меѓутоа точно по бодови по се не можеме да знаеме. Одговорен за платата е благајникот, понатаму потпишува директорот, се проследува до општината, до советникот за финанси ја контролира платата, дали е во ред или не е. Ако има некои пропусти и недостатоци, советникот за финанси треба да укажи на недостатоците и на грешките и не понатаму да ја проследува. Понатаму советникот за финанси, тоа беше Колтовска, ја проследува до градоначалникот, поранешната градоначалничка исто и до тековниот градоначалник, ја потпишува градоначалникот и се испраќа платата до Министерството за финанси. Значи има неколку чекори. Дали според вас има неправилности во префрлувањето на платата таа година? Дали според вас има неправилности во префрлувањето на платата таа година? Не знам, јас колку што се распрашав, значи во министерството ми рекоа дека тоа е надлежност на општината, бидејќи тука се министерството префрла пари на општината и општината значи треба да види дали е или не е. Според мене и инспекторите како што рекоа по систематизација е во ред. Меѓутоа има други правни субјекти кои што може да кажат за тоа, јас не сум правник. Ви благодарам. Дали некој друг има прашање? Доколку нема, точка 8, предлог одлука за усвојување на завршна сметка на основно училиште Браќа Миладиновци, село Добрушево за 2021 година. Ја ставам на гласање. Кој е за? 4 гласа за. Против? Воздржан? 7 воздржан. Ќе направиме 2-3 минути пауза и ќе продолжиме.